Денеска истече рокот во кој требаше да се добијат резултатите од мострите ориз кои се дадени на анализа за да се открие дали се генетски модифицирани. Државниот инспекторат за земјоделство пред 3 дена доставило на анализа мостри ориз земени од неколку магазини од кочанските производители и се уште чека на резултатите. Оризовото семе за кое Агенцијата за храна и ветеринарство пред 10 дена објави дека е генетски модифицирано и од увоз, во Македонија е внесено на нелегален начин. Меѓутоа, бавно оди утврдувањето кој е или кои се увозниците и понатаму не се знае за колкави количини семе станува збор, но утврдено е дека кај повеќе производители има генетски модифициран ориз, што веројатно ја усложнува работата на инспекцијските служби. Од државниот инспекторат објаснуваат дека увозот на генетски модифицирано семе не е забранет, но дека истото мора да е со сертификат и декларирано. Како одминува времето, кај граѓаните се повеќе се зголемува сомнежот дека во игра се големи зверки во бизнисот со оризот, па откривањето на прекршителите на законот оди тешко и бавно. При тоа никој не води грижа за негативните рефлексии на оваа своевидна афера која се случува пред стартот на жетвата на новата реколта.